прашање. Ја мачи оваа нација. Каква е оваа ситуација? Вие гледате 1 на 1, сезона 10, вечерашен гостин Тарик Филиповиќ и вашиот и наш домакин Жарко Димитриевски. Дами и господа, Гуру Харе! Прекрасна публика! Прекрасни. Ова се само дами, ова се извинувам, еден господин, се извинувам. Убава емисија, Тарик Филиповиќ доаѓа, за многу кратко ќе биде тука. Тарик, ово мешески енергија, или? Да ти кажам, многу силно. Јако ова. Јакичко? Јакичко. Како тебе јакичко. Како мене. Градоначалникот на Скопје, дами и господа, Петре Шилегов, најави дека во план е набавка на паметни контењери. Знаете зашто се паметни? Ќе имаат чип за да јавува колку е полн контењерот. Значи ќе бидат со IQ од прилика во висина на ова прашање поставено до гледачите на Алфа. Беше ли социјализмот подобар од комунизмот? Дури водителката на емисијата не може да издржи да не направи фаца која вели убите ме. Ве молам. Не сакам да го правам ова, луѓе. Молим те. Сакате вака да ја водам цела емисија? Ќе ставаме чипови на контењерите, зашто очигледно да се крене капакот и да се погледне е преголем физички напор, па мораме сега да потрошиме преку 1 милион евра за тоа. Чекај, а тие чиповите зашто се, за да не бегаат или? Не, само да кажу ко батерија, колку е полн, да покажу. Да, луда работа. Сигурно е кинеско ова нешто. Само се грижам за нас, македонските мажи, бидејќи ќе останеме без вежба, луѓе. Значи, што правиме со нашите бицепси? Ние така вежбавме бицепси со кревање, нели, па фрлање, па гледање колку има. Освен паљото, паљото е безбеден, бидејќи тој отвара контењери и тресе теписи со нозе, очигледно. Ама на паљото никој нема да му ја одземе вежбата, бидејќи во Битола остануваат оние старите глупи контењери. Значи, овие паметните контењери кај нас само одат во Скопје. Но што ако со тек на време контењериве станат до толку многу паметни и сватат дека се во Македонија, па почнат да паѓаат во депресија. Па се навлечат на диазепами. Па ти дур се свестиш, контењериве за хоумпејдж си го ставиле визер, цел ден киснат во кладилница и веќе уплатиле кај Рамбо од Делчево за бугарски пасош. И што правиме? Ќе си отидат контењерите и треба пак да ги враќаме глупите тие стари контењери. Петре, бата ли таа работа со паметни контењери? Среди го прво загадувањето, Петре. Може? Ова! Ако може! Петре! Спаси ме, Петре! Но денеска за главна тема имаме нешто друго. Идиотите. Ги мразиш, ама ете ги, постојат. Тоа е тоа. Нешто како лажните реклами на Facebook. Значи, како можеш да не приметиш дека е факин лажна реклама? Значи, погледни ја. Кам Маркет повторно се мисли на нивните клиенти. Покрај сите попусти, тој одлучи да организира најголемиот да се оспори за сите корисници. Лајковати страница, поделите оваа најава. У инбокс напишете бројот 1 до 2000 со среќа. И луѓе, значи, паѓаат на ова. Мислат дека е вистинска реклама. И таман ќе си речеш, види бе, какви идиоти, срам да им е гарант, нема поголеми, одиш во коментари да видиш и гледаш дека има поголеми. 1, 12, 1808, 999, ќе добијам кам пакет. Извини, 999, мој бројот. Ти го напиша та? На кој факултет учеше? Не е битно. Види, значи, реално има две опции. Или рекламава, ја пишале некои стварно идиоти, или пак админот на Кам Маркет се надувал стотка.
Ама не, денеска зборуваме за друг вид идиоти. Како што знаете, во Македонија имаме одлични училишта, одлични средни школи, како и факултети кои котираат одлично на сите светски рангови. Овие се професорите, бе ги знам овие, бе. Професор доктор Драган. Да, Да. овие професор. Одлично. Македонски баш. Латасти предава? Да. Прекрасно. И што научи? Што научив се, за 10 треба да полагам кај него. Што е прашањето? Се двоумам дали и како што да напишам. Како е правилно тоест? Да земам да те поминам или да поминам да те земам? Бог да чува. Ние немаме само високо образована нација, имаме и многу продуктивна младина. Многу ептен им се работи на луѓето, значи многу сакаат, екстра паметни. А најпаметни се типовите како овој фраер овде. Значи, ова или се работи за идиот пар екселанс, или едноставно во аудито се набутала цела фудбалска репрезентација на Пакистан, а тој е голманот. Мислам, нема друго. Тоа е тоа, он е голманот и овие се, тоа е. Значи, денес зборуваме, предпоставивте, за идиотите по нашите улици. Оние кои со нивното возење упорно доведуваат во опасност животи на невини луѓе. Тоа се идиоти кои очигледно треба да ги однесеме во градинка и да ги научиме на малку ред. Да, во шкаф, Славе, ама јас во шкаф, реков Славе. Значи, види, искрено, морам да го кажам, значи затворање во шкаф е многу нечовечко, исклучително сурово однесување, мислам тоа кон децата, ама е извореден метод за зачувување на скопските бракови. Седи си во шкафот, Перо, ради децата. Седи на. И велат дека нивото на едно општество во голема мера се гледа од сообраќајната култура. И судејќи според нашата, ние сме некаде на дното, за жал. И работата е што треба напори време за ова да се реши. Нема тоа така да се смени магично од небо да падне, значи не се случува тоа на среќа. На среќа може само патување на наградна игра да добиеш или да ти израсне марихуана во пченката евентуално. Трајанке, кај ти е Стојче мори? Пак е кај пченката, не знам што стори човекот. А Стојче легнал кај пченката, се надувал стотка. Значи, сакам да кажам, тешко е работите да се променат, бидејќи долго време ништо не е правено. Значи, долго време мангупски е да имаш командир, шеф или началник во именики, да го бараш уни едно време да те вади од гомната кога те запира полиција, а ти си зелка направен. Доаѓа джандарот, ти вика сте пиеле нешто, ти му викаш а уствари да ја кажуваш вистината, треба ова да му го одговориш. Pivo Tuborg 135 komada. Pivo Heineken 143 komada. Pivo Lav 65 piva. Да, вака треба да му кажеш ако си искрен. Ние седница не пиеме. И не треба многу да истражуваш за да дознаеш какви се идиоти возат покрај нас. Само отиди на интернет форум, кај што зборат за автомобили. Ќе најдеш идиоти кои се фалат дека кренале 207 на партизанска. Па друг идиот му се надоврзува и му вика, ако е партизанска во прашање, за таа улица си го срушив рекордот пред 3 дена, новиот ми е 215. Он е доволно паметен за да стави наводници, но доволно глуп за кога пасвордот му бара 4 карактери, он да пише волкот и 3 прасиња. Веднаш под него во форумот се наоѓа уште еден фин екземплар. Он вика, и јас денес до нов личен рекорд, 140 км на час. За сега доста, повеќе кога ќе положам за 3-4 месеци. Смајли. Извакуваше го биец, било и едно 18 годишно момче кое со 1,3 промили и без возачка дозвола излетало од улица, се забило во бандере и до толку го стјебало аудито што морале да го вадат со сечење на лимот. И не е смешно сега. Нормално. By the way, очигледно има некоја поврзаност помеѓу ауди и идиоти. Некако чудно се привлекуваат. Како Амди Бајрам и владеачка коалиција се. Знаеш, колку и да се чини невозможно, сепак се спојуваат некако. Некако ќе се најде. Да. Ајде да видиме, ова е реално. 4 од последните викенди во Скопје. Значи 4 од последните викенди во Скопје. 36 собраќајки, 19 повредени. 27 повреден. 15 повредени и 1 загинат. 17 повредени и 1 загинат. Во само 4 викенди во Скопје имало 1142 случаи
од кои најголемиот дел се движеле со поголема брзина од дозволено, а другиот дел биле исклучени од сообраќај заради возење во пијана состојба, немање возачка дозвола или нерегистрирано возило. Значи за само 4 викенди, малтене 8 денови, луѓе. 1142 случаи во кои сме можеле да настрадаме било кој од нас. И може би е до полицијата, може би треба поинаква тактика, може треба Талат Џафери сообраќајац да стане, не знам. Ако ништо друго, знам дека одлично би се снашал во улога на некој што треба да исклучува луѓе од сообраќај. Чекај, драви, исклучен си. Почекај ме, исклучен си. Полека сега, јас те повикувам, не слушаш. За да се слушаме, мора да те исклучам, за да се слушаме еден со друг. Исклучен си. Исклучен си. Ама исклучен си. Пратете го Талат на улиците. Затоа една порака до сите идиоти, вие што возите, нели, како идиоти. Здраво, идиоти. Цениме тоа што го правите. Навистина е јако кога ќе поминете со 300 на сат и ќе не разбудите од спиење. Супер е. Ама верувате дека нема потреба. Знаеме дека имате стресови, нервози и комплекси, ама ова ништо не ви менува, верувате. Се што треба да направите е да се олабајте. Само олабај се. Значи, еве вака, имаме некои пораки. Олабај се. Ни една женска не сака маж што е брз. Нормално. Или пак олабај се. Ако животот ти почнал со пукање на гума, не мора така и да ти заврши. Или олабај се. Тоа што возиш 160, не го менува фактот дека си висок 160. Така ли? Да. Овие и сите други олабај се пораки ве чекаат на еден профилите. Супер пораки за сите супер идиоти по нашите улици. Продолжуваме веднаш со Тарик Филиповиќ. Во еден ден. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Израснати под топлото македонско сонце и одгледани со неверојатна љубов и внимание. Највкусните македонски вишни, преточени во прекрасен вишна нектар за секојдневно уживање. Нов Вива премиум вишна нектар, без конзерванси и без адитиви. Природно си е природно. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Погледни поинако. Не сум само празна кутија. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од хартијата и од композитот во новите сини контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Нов крал, нови правила. Сега пеам заљубен, преград отворам јас. Слејан сум со пролета и со се во овој пот. Крали Марко, пиво за уживање. Пакувај се за нова година со Савана. Одиме во Нови Сад со посета на војводински салаш за само 89 евра. Или Тиват со посета на Дубровник и Котор и незаборавен дочек на новата година со Желјко Јоксимовиќ за 99 евра. Сакаш нова година во Белград? И тоа има за само 89 евра. Супер дестинации за супер цени. Пакувај се за нова година со Савана.
Најдоброто улје за голф пет. Да си ти нормалан! А како ќе кукат с тим? Што е ова галама? Ајде шнел гости чека ручек. Ама газдата го ми кажувал. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Прочитај повеќе. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Оваа шанса не се пропушта. Рамстор го слави 13-тиот роден ден, а вие може да станете милионер. Со секоја сметка повисоко од 1000 денари имате шанса за добивка од 1 милион денари, 30.000 денари или 3.000 денари. Рамстор, доби повеќе, живеј подобро. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Не ја видов, тука сте биле. Имам нов збор за денеска. Фенви. Фенви значи носталгија, ама не обична, него носталгија за место кај што не си бил, значи како да сакаш да не си во местото каде што си во моментот. Нешто како јас во моментов. Мамо, тата, ова жаре, дечко ми. Фенви. Сакам да кажам без разлика на кој јазик е, некои нешта сите исто ги чувствуваме, некои нешта сите исто ги сакаме. Како на пример добра шолја чај. Спасувај Good Nature. Спасувај, брату. Браво, Гуру Харе! За Гуру Харе. Сакам нека класика од Good Nature, тогаш чај од Нане. Интензивен мирис и вкус на ментол. А ако сте во потрага по стан во врвен објекти со одличен компактен распоред, јавете се во Golden Art. Видете каква понуда има во објектите GA07, GA08, Golden Art, дом, не само стан. А сега ќе одиме со сегментот кој го нарекуваме Поздрав до емисијата. Сакаш да ми помагаш? Сакам прво да те прашам нешто. Што сакаш да ми прашаш? Имам некоја паричка. Дојди, не се плаши, не јадам. Ајде. Дојди. Не си убав како Тарик Филиповиќ, ама. Кажи. Имам некоја паричка вишок на страна. Океј. Еше знаеш таму бутнато за ова она. Да, за црни денови. Така. Да. Сега сакам децата да ги носам во некој парк, нешто екстра, некој забава, нешто. Забавен парк, може да е надвор од држава. Може. Европски забавен парк. Европски, ама нешто врвно. Имам за тебе и имам за сите, впрочем. Значи, не ви треба паричка, купувајте само ПКБ-та. Купи една или повеќе ПКБ-та паштети, кодот од фискалната го праќаш по СМС. Можеш да одиш во најубавите европски забавни паркови, мешевски со цело семејство, има секоја недела Samsung Note 9, вредносни ваучери, што уште не. Штета е да не играш. Ај вака се, вие поставувавте прашања, редно време ние да ви ги одговориме. Значи, вели вака. Слушнав дека барате волонтери за емисијата. Што треба да исполнам за да бидам волонтер во 1 на 1? Па, за волонтер во 1 на 1 треба да си вол, без никој да те тера. Тоа е тоа генерално. Да, второ прашање, дали е точно дека со Спасе се разбирате со поглед? Сакаш ти да го одговориш? Точно, ама жал ми е што не можам да го гледам. Се разбирате со погледот, не може да го гледам. Добро. Вака.
Наполеон за мене. Видиш што ме прашуваат дали постои задгробен живот, па постои како не еден од камерманите живее у бутел позади гробиштето. Како не? Вика вака, дали ова ќе го оставам за тебе, мене ми е срам ова да го кажувам. Дали оправдуваш секс за една вечер? Дали оправдувам? Па зашто цела вечер да трошам кога за една минута? Сум Добро. Мешески. Во која битка умрел Наполеон, ме прашувате? Искрено, у последната умрел. Која е главната... Не знам, стварно да. Која е главната причина за развод, вели? бракот. Бракот. Може. Тарик Филиповиќ е тука. Тарик Филиповиќ! Тарик Филиповиќ, влагај! Пуштате го Тарик Филиповиќ! Тарик Филиповиќ, дами и господа! Повели Тарик. Повели, седи, запознај се со Мешевски. Модни мачак. Ма како не? Тарик, дами и господа! Тарик ни ја расипа публиката, порано мажи доаѓа. Вака е секаде? Молим? Секаде е вака, секаде? Свугде? Немаш титул на челу, а svugdje? А сакаш оно ова? Ne, ovde, display. Izgubljeni u prevodu, jel? Da, baš. Pa da, u principu da. Pa dobro, taka si je, što si. Ne, pa ljudi znaju osjetiti ko je dobar čovjek. Da. Ko je topao, da. Vidi. A moram priznati da je Makedonija jedno od mjesta gdje se najugodnije osjećam, gdje su mi ljudi nekako... Kaj sam go slušnal to do sega? Što ovako dođem u Njemačku, mislim da su Njemci najtopliji ljudi. Ideš gore u Norveška, ovdje je najtoplo. Led puca, topi se. Da, topi se iz neki. Lijepo si ti ovo uredio, mogu ti reći. Ti благодарам. Сериозно, во Македонија, колку често доаѓаш или колку пати си бил воопшто? Pa bio sam, da, nažalost, tek iza 90-ih, znači prvi put s predstavom, mislim 95. da smo došli, još se pušilo u avionu. O, dobri vremenja, a? Da, tako da volim doći, stvarno, i ovaj put sam najduže, 8 dana u komadu u Makedoniji, tako da mi je to... Dobra masina, golema turneja, taka, neli? Pa je, u stvari 4 predstave nije nešto po broju, ali nekako, evo, malo... i ovih popratnih sadržaja kao što je tvoja emisija, tako da baš uživam i uživao sam. Imaš prijatelje u Makedoniji? Pa imam, eto, jedan uži krug ljudi koje sam upoznao, više u Hrvatskoj, pa smo se tu nastavili družiti. Olga Kaliopi, Karolina, Aleksandar Popovski, moj najdraži režiser, s kojim sam radio 2 predstave i volio bi raditi još puno. Tako da, evo, imam stvarno dobru ekipu i... Imaš, odličnu ekipu imaš, da ti kažem. I u Bitoli, evo, drugi put sam bio, pa sam i tamo upoznao krasne ljude koji su me, eto, Супер. Пазили, мазили. Супер, одлично. Сепак, ние, така, прва асоциација на Тарик, како и верувам во цела ексију, е Милионерот. Тука тоа беше хит, мајсторе. Значи, ние бевме врзани за ХРТ цело време и гледавме Милионер. После нели го направивме и македонскиот Милионер. Не знам дали си го фатил. Jesam i upoznao sam vašeg voditelja. Трендо. Да. Bili smo na jednom druženju, ne znam koji povod je bio. Se nadmudrувавте кој е? Nije. Žalio mi se da snima u Sofiji. Ej, točno. Tako da sam suosjećao s njim. Evo, to su te rani radovi prije koliko je to godina bilo. Тарик, Ma nisam se ništa promijenio. Човек уопште не си се променил, дали си нормален, види. Да, malo види su го tu. исте. Не ми се верува. Prije 15 godina. Вау! Тарик, сериозно? Se paziš? Pa u jednom dijelu se pazim, a u drugom dijelu se ne pazim. Tako da ne znam, eto, ono... Što najmnogo ne se paziš, a bi sakao Evo da vidiš, se... ovako sam izgledao prije 15 godina,
kad nisam bio oženjen si i pomlac. kad sam u 6 ujutro išao na snimanje iz kafane i tako to. Oho, dobro. A sad Ete go deloco nepazanje. Sad je beauty sleep, znaš, sad je, što mi kažemo, koji smo rođeni u željezarskim gradovima, sad se zna red rude, red koksa. Znaš, ono. A vežbaš nešto? Ima Pa tako? malo da, ali onako više, da, nekad u fitnessu, nekad imaš trenera, nekad si sam malo kući. Više aerobni treninzi da izbaciš otrove iz sebe, ali... Pa dobro, mora. Kako te uhvati? Nekad te uhvati onako, pa znaš, sad ću ovo, ono. I naravno, da se mene pita, ja bi samo gledao utakmice, jeo, pio. Super. Eto, to je to. Imaše... Da, pa dobro, taga si je. Što odsvira, dečkите? Pa mislim da ovo svi navijači pjevaju. U mom rodnom gradu je Čelikale. Čelik Zenica. Čelik Zenica je timov koji što, ako ne se lažem, ti si onaka die hard fan. Znači... Pa jesam, da. Nick Hornby, znaš. Od dete? Da, od 6. godine. Pa ja mislim da sam rijetko koju utakmicu propustio dok nisam otišao u Zagreb na fakultet. Pa sada ne navijaš za Dinamo? Ba, volim Dinamo, zavolio sam ga vremenom, naravno, ali da se ne lažemo, Čelik je moja jedina ljubav koja nema ljudske obrise. Tako. Dobro. Kaži mi, koji je najdobar igrač na Čelik Zenica? Pa bilo je generacijama, ja sam najviše vezan u svoju generaciju, to su bili Elvir Bolić, Nermin Šabić i prije legendarni Mehmet Buza, koji je nama bio idol. Si igrao fudbal? Jesam, trenirao sam 3 godine, pa sam onda trenirao košarku i falilo mi ono nešto. X faktor, a? Da, što sam ja rekao Čiri, evo nam Čire tu. Ja rekao, Čiro, znao sam s loptom bolje nego većina igrača, ali sam bio spor, nisam imao dobru motoriku. Uvijek su korak ispred tebe bili. To je, kaže, sine moj, to je tako frustrirajuće, nek si oči. Кога решаваш ќе станам актер, глумец? Кога знаеше дека ќе бидеш актер? Koga? Кога знаеше? Кад си знаел баш? A kad sam... Viš kako ti meni znaš postaviti pitanje? Pa čim sam završio svoju karijeru košarkaša i nogometaša, neuspješnu, moja sestra je bila u Zenici na dječjoj sceni neka kao velika zvijezda, u to vrijeme igrala glavne uloge i za jednu audiciju rekla, imam ja ludog brata kući, kao imam brata punog energije, zabavlja familiju, priča viceve, pa daj ga dovedi. Ona je mene dovela, ja prošao i rekao da, ja ću biti glumac. I to je, tako je bilo. Koliko godina imaše? 10, 11. Ali nekako kako ja stvarno vjerujem da je sve u životu ostvarivo, da su svi snovi ostvarivi. Kako kaže Čiro moje predstave, odnosno ja, sve u životu možeš izabrati, jedino ženu i lubenicu možeš potrepiti. Znaš? И не знам дали знаете, Тарик веќе е во театар преку 20 години. Колку? 26 godina 26. sam. Profesionalno, 25. Profesionalno. Koja ti bila uloga što bila najteška da je izrabotiš? Pa da ja kad kažem ljudima, što se ne zna, da sam ja odigrao skoro 4000 izvedbi predstava. Znači da sam bio 11 godina svaku večer na sceni. To je stvarno onako mene malo napad panike uhvati kad pomislim na to. Tako da što se teatra tiče, tu sam se nekako, neću reći izdovoljio sa svojih 46 godina, ali trebala mi je neka pauza. I evo s ovom predstavom Čiro mi je opet se probudila ta ljubav i taj neki žar. Во вие 20 и кусур константно си на сцена. Pa znao sam igrat godinama, eto, 30 dana ima mjesec, ja sam igrao svako večer predstave. Секој ден во месец. Pa energija za to od kada? Pa ima energije, još uvijek ima energije, ali sad malo pametnije vučem poteze. A što se tiče predstava, igrao sam stvarno u literaturi, eto, svašta. Igrao sam Marka Antonija, igrali smo Hamleta, igrao sam puno komedija, puno velikih stvari. Bure Baruta. Sve to ono što akter bi sakal da go izigra Hamlet i cide tije. Da, puno. Nisam igrao Hamleta, ali sam igrao ovoga Marka Antonija, recimo. Pa dobro, okej. Tako da bilo je stvarno velikih uloga i nadam se da će ih biti još više. I si igral i homoseksualac, ama ne jednaš. 3 pati. Ne može mene ovo. 3 pati. Pa zbog Stefanovskog. Čukni 3 pati. Čukni 3 pati. Zekli.
Da, vidiš ti kako ovi što imaju talk showove izvade sve one pikantne stvari. Pa da, u stvari, kad malo vratim film, ja sam u bosansko-hercegovačkom filmu i na jednoj seriji, eto 3. put igram homoseksualca i jedan taksist, ulazim ja u taksi u Sarajevu, Tare Bolan, jel to opet igrač pedera? Da. Pa rekao, igram, nemoj Jarane, ja tebe pravo volim. Ba ima li ko drugi je? Dobro. Sigurno, вели кога се спремаш за улога, треба да влезеш во улогата, така? U ovom slučaju ne, u ulogu. Ама нешто учиш. Znaš šta je, ja stvarno, eto, ja sam odrastao, moram to priznati, u jednoj sredini. Zenica je, vjerojatno, koji u Makedoniji puno tako gradova te veličine, to je bio tabu tema, homoseksualci, ne znam šta, i to kao kod nas ne raste, jel? I onda, znaš, vremenom shvatiš da trebaš, naravno, biti normalan čovjek i normalno gledat na to, tako da ja stvarno nemam problem s tim. Uloga je, sad igram, ne znam, paravojnu formaciju ili homoseksualca. Da, kakva i da je ulogata, to je to. Da, mislim, ako ti se sviđa scenarij, sviđa uloga, ali mislim da bi odbio sljedeću ulogu homoseksualca. Dosta, da me stvarno, da. Što bi rekao Čiro, ni na jednom prajdu me se nisu sjetili. Ама вегиве ти се добро iščupani, mislim sredeni. Da, dobro, mislim, eto, nekako su te moje uloge prošle nezapažene. No, Тарик може без гајле, ако треба и 100 пати да игра хомосексуалец, бидејќи неговата жена е мис на Хрватска. Da, bila je Miss Hrvatska 98. godine. Значи, прекрасна... погледнете... Се срамат се. Види. Прекрасна. Имаат и 2 сина. Tako je, 2 sina, Dino i Arman, 15 i 10 godina. Evo, cijela ekipa je tu. И таа е јавна личност, ти се бави со бизнис, ти си јавна личност, имаш милион обврски. Како се сноја вака, како ги израснавте децава, да речем? Ma dobro, supruga je tu ta koja je podmetnula leđa, naravno više, jer je moj posao ipak zahtjevniji i više sam odsutan iz kuće, tako da... Ali nemamo mi tu problema. Normalni ljudi, ja nikad svoj posao nisam mistificirao, niti mislim da smo mi sad nešto... Ok, naš posao je zanimljiviji novinarima i javnosti, ali ja nikad doma nisam došao i rekao viš ti kako sam ja to... Kako što kažu doktori, kad skinem mantil, objesim, ja sam samo tata, suprug, ne znam što, navijač. Navijač, tako je. Ko je od iskustva, znači, зборам, кој е некој си рецепт за... Не може да се каже перфектен брак, нормално, ама за среќен брак. Кој е рецепт за среќен брак? Што треба да се пази онага за да имаш убав среќен брак? Ljubav, naravno, ljubav i strast mijenjaju oblike, pa malo i nestanu pa se vrate. To je normalna stvar, ali uvijek na ovo pitanje odgovaram isto. Ljubav, poštovanje, razumijevanje i kompromis. Nema tu... Kompromis? Pa naravno, da. Ako uzimanje, davanje... Znate kako kažu, ako ne daš, nećeš ni dobiti. Da, upravo si. Okej. Ovo je pretpostavljam moj čaj. Slobodno napiši se. Ili je ostalo od nekih bivših gostiju koji nisu... Od včera. Кажи ми за милион, за милионер. Има ли некој што стигнал до последното прашање и го погодил? Pa koliko se ja dobro sjećam, 15 puta je otvoreno milionsko pitanje, Dobro. A mislim da ih je 5-6 odgovaralo, 5 je palo, a jedna dama je osvojila 1.000.000 kuna. Znači se dade milionu? Da, zove se Mira Bićanić, profesorica je. Okej. Da, i bio je to jedan posebno emotivan trenutak. Čekaj, таа беше жената што се омажи за член од екипата што го работеше? Da, to je bilo, mi smo se zezali dok je bila negdje na 8. 9. pitanju. Ja sam rekao, šta ako osvojiš 1.000.000, rekao ideš na neki put, ona kao da, vodim i tebe u New York. Ja rekao super, a moj prijatelj Goran koji je bio vođa snimanja tamo, vidio sam da je gleda onako čudno i čak mi je rekao kako mi je zgodno ono. I kad smo završili, ona je mene pitala, idemo u New York, rekao, hoćeš mi napraviti uslugu kao da sam ja išao u New York, da. Povedi ovog dečka. Wow! Ona je rekla, ako je to tvoja želja, stvarno hoću i
Otišli su i hodali su 1 godinu i nešto dana, tako da sam spojio ono. Ako neko nema dečka, curu, to ćemo... Da, kažete mu na Tarika, sredi. Evo ti dron oko glava. Meni je dron. Sad je tebi dron. Te počasti nešto? Ne, nisam taj tip. Ne. Гледате 1 на 1, овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. А сега Тарек инаку води друг квиз, се вика Потера. И тоа е се уште актуелен. To je 4. kviz koji vodim. Тоа е веќе 4. Da, 1 protiv 100, sve u 7. Potjera je po meni najsavršeniji kviz, dramaturški, brz, britak, po mom ukusu. Jel? Ali Milijunaš je imao neku svoju čar, ljudi su voljeli nedeljom, pogotovo obiteljski gledat malo. Bio je lakši, onako, imao je neku svoju čaroliju, moram priznati. Imam uveć za comeback. Ili? Da, to je nova neka friška vijest da je, eto, vratio se u nekim velikim zemljama evropskim i na hrvatskoj televiziji žele 2019. godine vratiti Milijunaša. Ja nisam baš bio na prvu oduševljen, jer ja inače ne volim reciklirati stvari. Ako je nešto bilo, neka ostane tako, jel? Ali kad sam vidio koliko su ljudi oduševljeni, pa sam rekao, ok, zašto ne? Ako to ljudi žele, ja znam da ćemo to raditi na istom nivou kvalitativno, ali misliš kako kaže Branko Đurić Uro, ne treba mamuzat mrtvog konja, jel? Ama ne. Ali očito Milijunaš... da se vrati Milioner, primjer, bi go gledaj bre. Ma kako mrtvog konj, vidi go. Alive and kicking. Drago mi je, naravno. Би ти било, да речеме, страф од ова ново време, технолошка револуција, па како би се нашол милионер во ново време со Фейсбук и Инстаграм и едно друго? Или не мислиш на тоа? Ne mislim na to, jer pratim te trendove i sad sam upravo svoj YouTube kanal formiram. Imaću na YouTube-u svoj talk show, svoj kabare, koji će biti na jednoj sedmičnoj, tjednoj bazi, jel? Tako da pratim to, moji klinci su pogotovo za to, imam uigranu ekipu. Mislim za negdje iza nove godine da će to biti onako... Koja ti je omiljena socijalna mreža? Facebook, Instagram, nešto? Pa nažalost Instagram. Instagram koji je najveća, onako, najkompleksaškija društvena mreža, jer stvara jedan privid, jednu sliku, naravno. Sve je prekrasno. Da. Ja se bar trudim da to ne radim, jel? Ali izaziva emocije kao što je meni Beverly Hills u djetinjstvu. Čekaj, ovi su puni para, svi su nakvarcani, svi su na moru su, a mi smo onako kokuzi, jel? Ja živim kraj željezare. А соработуваше со Бекутан. Bio sam. Така, ама тоа се работеше само за Хрватска или беше тоа балканско? Bilo je za Hrvatsku, da, ali bilo je na nekom nivou bivše države. Bio sam kao Bekutanov ambasador. Bekutan bebe ne беше, не те слика. Pa, gledaj, radili smo svakakve neke, pojavljivao sam se, da, tako da, slatko, to je obilježilo i moje djetinjstvo i kad je ta ponuda stigla, baš mi je bilo onako fore. Одлично, тоа е добро, баш симпатично. Популарен е, значи, во Хрватска Бекутан, бидејќи не знаеме, знаеш, не... Pa je, mislim, ne znam da li je bio uvijek, ali kad sam ja dobio dijete, onda sam vidio da je. Така, да, одлично. Кажи ми кратко само за Сатирикон, пред да одиме на следни прашања. Бидејќи Сатирикон беше нешто интересно како вариете, имаше пеење, имаше глума, имаше комедија. Pa to je nešto, recimo, neka forma za koju sam ja bio uvjeren da sam ja rođen za to i da bude ovako kao talk show sa pjevanjem, sa glumom, sa zezancijom, da je sve... Ali išlo je 1 sezonu i na hrvatskoj televiziji samo došla neka druga garnitura i... Produkcijata беше од ХРТ, така? Da. Значи ти си беше ангажиран како хост? Da. Nikad nisam dobio objašnjenje zašto to ne ide dalje. Premda ta jedna urbana populacija bila jako oduševljena da postoji takva emisija u Hrvatskoj. Imaše fenomenalni gosti, čovječ. Da. I tek je trebalo uzletiti, međutim, Ali ja i dalje vjerujem da ću jedan dan raditi takvu emisiju i da će ići puna sezona. Vjerujem, evo. Dobro. Океј, кога сме кај пеењето, ти многу пееше во Сатирикон, или речи си во секоја епизода ти имаше точки и слично. Тоа одамна пееш или... Ma ne, ja pjevam samo na zabavama ovako, u društvu, gitara. Така? Mora biti Sviriš malo nešto kad ili? se podmažeš. Ne. Ne? Samo ne, ja sam bio dijete ulice, da. Htio sam bubnjeve baš svirati, još uvijek mislim da ću ih svirati jedan dan. Dobro. Ali sestra moja je svirala klavir i to je meni uvijek išlo na živce, tako šta ona svira,
Da. Uvijek je imala malo bolje ocjene od mene, ja, znaš, ono, uvijek sestra ti sve dobro, sestra svira klavir, eto ja baš neću. Sad mi je žao, stvarno. Vidi, prirodno nekako događa se da te prašam da li bi zapjel nešto... Još se ja pitam zašto je band tu. Da. Uvijek je tu, jel? Ne, specijalno za tebe da je. A jo, znaš šta? Ne, vidi, čekaj. Nije mi to baš najugodnije. Oni se fenomenalni, znači number one session band v Makedonija, така да само дай pesna i kja fatime. Daj nešto, nekoj eksiju, nešto, nekoj rock, nešto. Evo ima mikrofon za penje specijalan. Potrošio sam glas na ovim predstavama u Makedoniji. Abe, ajde, ohrabrete go Tarik, ajde, nema trošenja na glas, ovime. Prijatelji ja sedimo na klupi, gledamo zvezde i slušamo vesti što su upravo stigle. Kažu da imamo još samo par godina za nas. Imali smo igračke, živjeli smo sve one igre na sreću, one igre za ljude, što je smislio neko u samo par godina za nas. I sad ajmo završiti nekom makedonskom. Hoćemo starom makedonskom, novom makedonskom, srednje. Skopje ima mikroklima, izgor leto, kočan zima, gradski cigli, goli vrda, sino nebo, zemlja tvrda. Maten Vardar brzo teče, tajni nosi, vreme vleče. Skopje pravi padni stani, ima 9 lutirani. Da, naluti se, Emiri Gajle, namigni mi, ajde na zdravje, Skopje. Израснати под топлото македонско сонце и одгледани со неверојатна љубов и внимание. Највкусните македонски вишни, преточени во прекрасен вишна нектар за секојдневно уживање. Нов Вива премиум вишна нектар, без конзерванси и без адитиви. Природно си е природно. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Тарик се замени, инаку имаме нов гостин, но претходно само да ви кажам дека за оваа зима имате еден одговор. Еко Лайф Пелет имаат собствена лабораторија во рамки на фабриката, гарантира највисок А1 квалитет. Македонските Еко Лайф Пелети се одговор за оваа зима грејењето да биде најтопло, најевтино и најквалитетно. Стайлингот и вечерва од Fashionel Powered by Елена Лука. А тука со нас, бидејќи од некоја причина Тарик си отиде, моравме да донесеме замена. Дојде светски познатиот фудбалски тренер Мирослав Чиро Блажевич. Господине Чиро Блажевич. Чиро Блажевич. Господине Чиро. Hvala ti, sine, na ovoj prekrasnoj najavi. Особена чест ми е. Jako sam ti si mi inače najdraži voditelj. Благодарам, gospodine. Nemam te baš često priliku gledati, ali kad god te gledam, ovo je prvi put si mi stvarno. Благодарам, gospodine Čiro. А, господине Чиро, вас ве знаеме пред се од Хрватска, 98, Франција, светско првенство, извореден успех. Вие бевте таму, вие го креиравте. Што беше најтешко на патот до тој голем успех? Ma sine moj, nas je iz polufinala 98. izbacio francuski igrač Lilian Thuram.
Materimu Gastiram, koji nikad za Francusku nije zabio nikom gol, cijeli svoj život, 187 utakmica, a nama je 2 za Fitiljija. Tako da, to mi je najteže palo, moram priznati, i dan danas imam noćne more. Ali evo, moj sin Zlatko Dalić je u finalu igrao i opet Francuzi. Tako da nekako imam francuske noćne more. Francuski, окей, разбирам, господине Чиро. А ви беше ли мака криво што не бевте дел од овој нов успех на Хрватска сега? Ja ovo smatram svojim uspjehom, jer Zlatko Dalić je moj produkt i moj sin, koji mene često izvao i tražio savjete, tako da ja mislim... Što vi vikаше na telefon? Pa pitao je samo tata, jesam dobro napravio, ja sam uvijek rekao jesi. Ali ja kažem da sam ja imao ekipu kao što je Vardar bio 80 neke, pa ja bi bio šampion svijeta. Što se sećavate na Vardar od toj period? Pa kad su igrali moji sinovi, Grošev, Stanojković, Simonovski, Kanatlanovski, Janevski, Najdovski, Goračinov, Savetski, Pančev, Ringov, pa sine moj, svijet bi pokorio. Imate li omiljen sin od ovih? Pa moj Vasil Ringov je bio moj sin. Darko Pančev je bio velika zvijer, ali je igrao u Zvezdi. A moj sin Vasil Ringov, najljepši brk Vardarske rivijere. Pa čak i podaleko. Pa i šire. Да. Добро, господине Чиро. Имате ли план за иднината за крај, вака да ја прашаме нешто, што е следно за вас во вашата богата кариера? Pa evo sine, ja sam sada u trenerskoj penziji, kako kažu, mirovini, jel? Ali ne mirujem. Imam predavanja, svašta radim i uglavnom provodim večeri uz tvoju emisiju, evo. Miroslav Čiro Blažić! Daj Raka ovde, bravo, sad. Nazad sa Tarik Filipović, dami i gospoda. Tarik. Šta je bilo? Neko je bio umjesto mene. Dojde neko mi kao, dojde ga snema. Čiro, uvijek sam bio podvojena ličnost, znaš? Čiro znaje дека го правиш ова? Da, kako ne. Pa ja kad sam predstavu radio sam tako da je prva izvedba bila u Travniku, u njegovom rodnom gradu, druga u Zenici, u mom rodnom gradu, i onda zagrebačka premijera u našem zajedničkom gradu. I Čiro je, nisam ga zvao na probe, jer sam znao da bi mi pola predstave izbacio. I kad je pogledao u Travniku, svi su bili oduševljeni, prva izvedba. Rekao je, sine, ti ja ćemo ujutru uz kafu malo popričat neke stvari. A to nije dobro da go čuješ. I rekao, Čiro, šta ti se ne sviđa? Pa ne, sve, sine moj, odlično. Ali ti ćeš zbog mene izbaciti ovo, pa izbaciti ono, pa izbaciti... I uglavnom nabroje je skoro cijelu predstavu da bi izbacio. Pa sam mu je rekao, hoćeš da napravimo predstavu kako ti hodaš po vodi sat i po vremenu. Rekao, hoćeš predstavu ili nećeš? Ako nećeš, ja ću je ipak igrat, a ti me tuži i niko nije protiv glumaca dobio spor. Rekao je, dobro. Uglavnom, onda druga izvedba. Dobro. I onda kad mu je došla žena, od koje najviše onako ima strah, naravno, djeca, prijatelji, kad su mu rekli da je sve savršeno, rekao je, sine moj, hvala što si me za života učinio besmrtnim. Така е. Многу похвалби доби од легенда на фудбалски, на општо европски фудбал, не само хрватски, Звонимир Бобан. Тој многу ја пофали представата. Дури рече, како беше, дека треба... To je bio period kad je Čiro ovako slušao što javnost govori, pa onda kad mu ljudi kažu, joj, Tarik te tamo zeza, ovo, ono. Jest, sine moj, ja ga najviše volim, a meni to radi. Onda kad mu je Zvone Boban rekao, gle, ti Tariku trebaš plaćat, trebaš mu spomenik dignut. Jest, sine, u pravu se. И дојде на турнеја во Македонија. Весна е дел од продукцијскиот тим, мисля, че ништо е заедно ја организиравте оваа мини турнеја, така? Pa da, imao sam jednu, znači, Viki, Vesna, Sandra u Bitoli, Ljupka. Znači, imao sam jednu ekipu koja nije bila samo producentska, nego je bila odradila sa srcem. I ja sam pokušao sa srcem nekako da im to vratim, ali evo, sad im se stvarno javno zahvaljujem, jer nikad nisam u životu imao tako neki topao prijem kao tu. Одлично. Вики, Весна, секоја чест. Имаш нов филм, снимаш во моментов, или? Ne, seriju radimo. Serija? Konako Hilmije, to je ovo gdje igram njemačkog oficira gej orijentacije. Така. I vidim da je u cijeloj regiji ta serija već jako dobro primljena. Ne znam da li u Makedoniji
Znam da je u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, ali planuje cijela regija. Radnja se događa u Drugom svjetskom ratu i to je kao neka bosanska verzija serije Alo, alo. Tako, znači je komična malko. Da, puno komična. Da. Dobro. Pa... Tako da imamo sve žive plejade svih vojski u tom konaku. Emir Hadžihafizbegović igra tog glavnog lika, Hilmiju, a ja igram tu neku drugu ulogu po veličini tog njemačkog oficira koji tako nesretan je u ljubavi. Mala uloga, ma golem gej. Mnogo golem. Каква е ситуација во Хрватска со серии? Знаеш, едно време имаше бум на продукција. Mnogo seriji se snima u Hrvatskoj. Pa je, da, ja sam sreća, evo moja, da nisam igrao puno tih serija. Sreća, zato što igrao sam Bitange i Princeze, koje se i dan danas gledaju. I ovaj Hilmija, vjerujem da će se isto gledati generacijama. Tako da nekako ispada da sam birao projekte, ali ne, projekti su odabrali mene. Ali problem je, ja kao rođeni Bosanac koji sam u Hrvatskoj 27 godina, problem je recimo što i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, ne znam kako je u Makedoniji, ali ljudi premalo vole svoj film i svoje glumce. U Srbiji to nije slučaj. U Srbiji jako vole svoje glumce. Ние немаме филмови за да ги сакаме. Da. Прво треба да снимиме, па ќе ги засакаме. Ali recimo, evo, makedonski film Prije kiše meni je ostavio dubok trag u mom. Ti se dopadna mnogo? Ma ne da mi se dopadne, nego jedna od prvih asocijacija na film je taj film. Znači, jedan od rijetkih filmova koji je mene onako oborio s nogu. Tako Može da mi objasniš zašto? Što je toliko posebno? Pa teško je to. To je kao da pitaš zašto si se zaljubio u neku osobu. Aha, samo znači, osjećaš. Cijeli taj i glumački i režiserski pristup i film i slika naravno i ta neka i tuga i sreća, sve to me toliko dirnulo, znaš, jedan od filmova koji te uvjere da se trebaš baviti glumom. Evo, to je. A si pratio od Milčo drugi filmovi, Следните? Jesam, a pratio sam sve, naravno. Mi go spomna Aco Popovski, deka ti je Aleksandar Popovski je, evo, radio sam s puno režisera, ali stvarno tvrdim da je on jedan od možda dva najbolja režisera. Što odvoju ovakav od drugih? Pa Aco je spoj, naravno, inteligencije, obrazovanosti, nekako smo na istim tim valnim dužinama, ali znaš, on ima tu neku radost teatra, dobro promišlja, znači, kažem, pametan, inteligentan, brz je. Sve njegove predstave mi se sviđaju. Dobro, možda je to nešto što ja volim, ali definitivno s Acom bi radio sve predstave. A bez da kažuvam imenja, ima režiseri su koji što onaka, сега treba da работам. Ne da ima, nego... Da? Ma da. I ima taktika nekoja kako da go projdeš denot bez nervozi, nešto? A znaš što, ja nisam incidentan tip, stvarno, ja nikad ne pravim probleme, ali takvi režiseri onda, onako, 2 puta sam izašao iz predstave, jer znaju da će imati problema sa mnom i onda kažu, aj ti radije nemoj igrati, ja kažem super i to je to. Dobro. Znaš, kad ti neko prodaje maglu, a ja ne želim publici prodavati maglu i... To su one predstave kad publika izađe s predstave, niko ništa nije razumio, pa ni glumci, ni režiser, i svi klimaju glavom. Moderni teatr. Vidite smo na kraju. Jedno selfie sa Tarik, jedno selfie sa ovoj Samsung S9-ka. Ajmo, Tarik. Selfija? Selfije. To zvuči kao muslimansko žensko ime u križaljci. Selfija. Tarik. Te puštame со Good Nature. Nije valjda Vardarov, nije. Čajevi. Čaj. Te puštame isto така и со пакетче од витаминка. И Тарик. Samo ti trpaj, sinu. Opa, viva premium sokčinja, Tarik. Čekaj, ja ste ti pomognem. Tarik Filipović, dami i gospoda.